По повеќе од 8 месеци по трагедијата во Пулс, повредените млади лица постепено се враќаат во нормала. Иако процесот на опорувување кај секој пациент е различен, лекарските екипи оценуваат дека рехабилитацијата се одвива стабилно, а поголемиот дел од повредените веќе продолжуваат со своите секојдневни активности. Некои повторно се враќаат на работните места, други продолжуваат со студии, а сите редовно ги следат закажаните медицински контроли. Реевалуацијата се уште трае заради поголемиот број на пациенти и заради тоа што голем дел од нив се вратени на нивните секојдневни обврски во смисла на работните активности на факултет. Денес има една група која што се евалуира во Скопје, значи беше во 2 наврати евалуација се вршеше во Скопје и во 3 наврати во Кочанската болница. По завршувањето на проценките, болницата ќе го достави извештајот до Министерството за здравство. Врз негова основа ќе стане јасно на колку од повредените ќе им бидат неопходни дополнителни хируршки интервенции и какви понатамошни третмани ќе следуваат. Секако ќе стартува и третманот со лазер терапија, значи со 2 различни лазери кои што ќе се одвива на клиниката за дерматологија, значи веќе се вклучуваат и дерматолозите во третманот, така да секако дека сега за сега, значи и ние сме задоволни од тоа како се одвива нивниот процес на лекување и рехабилитација. Веднаш по несреќата дел од повредените ги добија првите третмани во Кочанската болница. Поради зголемениот број пациенти и потребата за подобри услови, беше извршена реконструкција на одделението за физикална терапија, со што им се овозможи побрз, поефикасен и поквалитетен процес на опоравување. За Сител, Траен Ристовски.